Добро вечер. Расте бројот на осомничани во истрагата за трагедијата во Окочани, но растат и дилемите. Дали постапката се движи во вистинска насока? Дали се опфатени тие што треба, но и како обвинителството ќе докажува одговорноста за пожарот во кабарето на оние што биле на функции пред 5, 10 и повеќе години? Што содржи досието Пулс? Сеопфатна или селективна истрага? Дали со стопираната постапка за разрешување на државниот обвинител е уцена за државниот обвинител Коцевски? За овие и други прашања, вечерва во топ тема интервју со државниот обвинител Коцевски. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер и благодарам на поканата. Да, пред да се вратиме на она што се случувало пред деценија и пол назад, би ве прашала за почеток, дали еве и со новото проширување и со она што досега го се работи во истрагата, имате појасна слика или имате некакви нови сознанија с кои се директните причини и причинители за пожарот во кој што животот го загубија 61 млад човек, а речиси 200 беа повредени? Секако, уште од почетокот на истрагата, јавното обвинителство секој ден добива нови сознанија што се во корист на истрагата и што одат во потполно разјаснување на фактичката состојба. Во однос на причинител директен за незгодата, односно за пожарот, тоа може да се види и од првите снимки што се дадени во јавност, а тоа е од тие пиротехнички средства што дел од групата ги пали и се пали делот од плафонот, односно од материјалите што е дискотеката изграден. Така. Овие пиротехнички средства рековте дека се нелегално внесени уште во првата истрага. Дали останувате на тоа уште кога се отвараше истрагата? Значи, начинот на внесување на пиротехнички средства, кои се тие пиротехнички средства, од каде се набавени, колку биле на број и така натаму, тоа е се во текот на истрагата ќе се докажува. Имате, претпоставам, вештачења за тоа или? Секако имаме и примероци од тие пиротехнички средства, со тоа што се испитува каде се набавени, дали се овде набавени или во некоја друга земја, кој е нивниот квалитет, дали се набавени од фирма легална и така натаму, сето тоа ќе биде предмет на вештачење и испитување. Дозвола за користење дали имало? Значи, се тоа дали имало дозвола, кој ги внел тие пиротехнички средства, начинот на употреба и така натаму, тоа се е дел од истрагата кој што веруваме дека ќе оди во вистински правец. Копната ноќ во Пулс имало и полицајци како дел од една планирана поширока акција за откривање на дрога и малолетници. Тоа значи дека оваа акција била планирана, за не имало сознанија, имало план, имало налог. Дали ова покажува дека всушност објектот Пулс, кој што можевме да слушнеме дека нема лиценца, дека е нелегален и има многу забелешки незаконитости околу него, имал и блокирана сметка, дека всушност не бил познат на полицијата, тие планирале таму и акции. Од тука се наметнува и дилемата. Зошто се уште во истрагата нема осомничани или не се опфатени или можеби повикани актуелни полициски функционери? Објектот Пулс не бил познат само на полицијата, бил познат на целиот град. Бил познат и на локалната самоуправа, бил познат и на сите надлежни институции кои што требало да функционира. Што значи дека 13 години во Кочани не е извршен никаков инспекцијски надзор на објектот. Во однос на полициските службеници што биле ноќта, се уште јавното обвинителство прибавува докази зошто отишле, по чиј налог отишле и што превзеле и кога се случил пожарот. Во однос на кои се тие полициски службеници, јавното обвинителство за дел и што се дел од истрагата, за дел веќе има отворено истрага. Меѓутоа, ќе кажам, во мој момент ми јавуваат дека има издадено наредба за приведување уште на 7 полициски службеници и во моментов истите ќе бидат приведени со тоа што утре ќе бидат изведени пред
судија, односно пред јавниот обвинител, а потоа на судија на претходна постапка. Што значи дека истрагата во моментов се проширува уште за 7 полициски службеници. Тоа станува збор за актуелни полициски службеници, дали се тоа на функција, може ли... Во моментов не можам да ви кажам, со оглед дека сега ми стигна сега известување дека јавниот обвинител издал наредба за приведување уште на 7 полициски службеници. По кој основ? Дали се сличниот основ оној за кој што беа претходните 7 кои што се веќе во притвор? Сите полициски службеници се во врска со кривично-правниот настан за кабарето Пулс. Тоа значи дека се приведуваат и ќе бидат донесени овде во обвинителството за гонење организиран? Да, тие се во надлежност на обвинителството за организиран криминал, со тоа што само можам да потврдам дека до последниот момент на завршување на истрагата може да има и нови. Што значи дека истрагата е сега во тек, во текот на истрагата можеби ќе се дознаат нови околности и факти, ќе се дознаат пропуштање на нови лица и така натаму, што значи дека истрагата може да опфати и други лица. Дали во доказите кои што засега ги има обвинителството и записникот од полицијата од ноќната акција што се случи на кобната ноќ во Пулс? Во моментов на таа околност не можам да ви одговорам, со оглед дека јавните обвинители постапуваат навистина внимателно и ги собираат сите докази. Секако дека и овој факт го имаат во предвид и ќе приберат докази на оваа околност. Ме прашувам затоа што се наметна и дилемата што констатирале, бидејќи сега ние можеме да претпоставиме дека од она што и вие го кажавте досега, дека внатре имало 3 пати повеќе поголем број на присутни од тоа што е дозволено. Рековте 650, а дозволата е за 240-250. Так. Тоа е очигледно. Пред нивните очи исто така се случило и палењето на огнометот, на пиротехниката, се извинувам. Веројатно можеле да забележат и дали забележале воопшто и други неисполнување на стандардите. Токму затоа ве прашувам дали воопшто требало да ја прекинат забавата при очигледно прекршување. Дали тој аспект се анализира? Значи, токму на тие околности јавното обвинителство презема одредени процесни действија. Во кој момент дошле полицајците да вршат контрола по нивни налог врз присутните, која била целта, кога избувнал пожарот, кои действија тие ги презеле, кои се тие моменти, кој период биле внатре, дали биле надвор, затоа што има различни, да речем, чаршески моабети во тој правец, меѓутоа обвинителството внимателно постапува во тој правец и верувајте ќе ги обезбеди сите докази на тие околности. Котна Телма објави дека има уште во ноември 2022 година полициските од овера од полициската станица Кочани до СВР била испратена така наречена проблемска информација на која што се укажува дека Пулс не ги исполнува оние услови кои што се потребни, наведени биле и други проблеми таму. Дали имате и вакво сознание, дали ова се истражува, дури се предлага до централната власт да се даде предлог да биде одземена лиценцата за дискотеката Пулс. Дали ова го истражувате? Вака сега, Пулс од 2012 година до денот на пожарот не исполнувал услови за добивање на лиценца. И тие услови што ги доставувале за издавање на лиценци, не зборувам за последната и за претходните, не биле доволни за да се издаде лиценц. Што значи дека во тој дел токму јавното обвинителство тргна од 2012 година како почетна точка за во однос на издавање на лиценци за кабарето. Тој објект бил објект за лесна индустрија. Бил пренаменуван неколку пати, доградуван. Меѓутоа никој, баш никој, ни градежната инспекција, ни локалната власт, ама никој воопшто не извршил контрола во тој дел, ниту на градежниот материјал, ниту на ништо. Да, но и во 2022 година полицијата испратила никаква информација до надлежните во СВР и со надежда дека ќе стаси до погоре.
Што се случило со оваа проблемска информација, се истражува или особено е и фактот дека некои од тие кои што ја подготвиле таа информација, па потоа завршија во притвор во првата тура од 7 полицајци поранешни Значи, функции. ви реков уште на почетокот, сите околности и факти јавните обвинители ги имаат во предвид, а тоа не произлегува само од материјалните докази, туку и одредени вербални докази, затоа што се слушуваат и како и осомничените, така и други лица, за да дадат одредени информации во поглед на сите околности кои се битни за овој кривично правен настан. Обвинителството, односно обвинителскиот тим, започна една истрага со широк опфат од 2012 од кога функционира Пулс до сега и сомничи десетици функционери, покрај сопствениците, обезбедувањето и раководни службеници. Со извршители за едно дело, тешки дела против општата сигурност. Можат ли 54 осомничени од различни периоди, почнувајќи од 2012 до 2025, да одговараат за пожарот, за трагедијата која што се случи во 2025? Како ќе ги докажувате овие верижни последици на пожарот? Значи, токму на таа околност јавното обвинителство посебно внимаваше и целта е на јавното обвинителство да ги докаже тие кумулативни ефекти на долгогодишно пропуштање. Што значи дека тој верижен систем на пропуштања или несторување, како може да се каже, дали тие влијаат во однос на последниот настан, односно на критичниот ден. Тоа ваква трагедија досега ниту во Македонија, ниту во соседните земји, не знам за други, не е случена. Навистина ова е тежок, многу комплексен, многу сложен предмет, ангажирани се многу јавни обвинители и многу внимателно се постапува на сите детали кои што можат да бидат Делото корисни. тешки дела против општата сигурност е она за кое се води истрагата, но тоа упатува, нели го поврзувате со 288 предизвикување општа опасност, кој што гласи тој што со пожар, поплава, експлозија, отров или отровен газ, јонизирачко зрачење, моторна сила, електрична или друга енергија или со друго општо опасно дејство или средство ќе предизвика значителна опасност по животот и телото. Овде бара и умисла. Како ќе ја докажете умислата на некој одпред што може би 10 години повеќе не е на функција или што работел, бил градоначалник во 2012-13 или министер во 2014-2015, со тоа да предизвика пожар? Токму на таа околност јавното обвинителство ќе докаже дека се работи за евентуална умисла, а тоа значи дека тој кој бил свесен дека со неговото сторување или несторување може да настапи штетна последица, но се согласил со неговото настапување. Што значи дека секое непреземање на одредено действие, односно она народски кажано, секој кој што не постапил согласно законот, односно пропуштил одредени действија, има одговорност. Таа одговорност е верижна затоа што тука се вклучени повеќе институции. Тука е вклучено Државниот пазарен инспекторат, Дирекцијата за заштита и спасување, општината како локална самоуправа и Министерството за економија. Начинот на издавање на лиценци последно го издава Министерството за економија, што значи дека сите оние претходно да се прибави треба документација во однос на исполнување на услови на отварање на кабаре. А тоа што значи дека сите овие претходни институции, па и локалната самоуправа, мора да изврши увид, да запазува одредени закони по службена должност, како така и по она што ќе го прашам посебно и за институциите кои што ги набројавте, односно осомничените кои што се дел од тие институции. Прашањето ми е, ако сте откриле дека некој во 2014 бил на функција и не сторил, не работел како што треба, дали сега едноставно обвинителството ги избегнува делата злоупотреба на службена положба, несовесно работење, дела кои што со измените на кривичниот законник сега се скратена постапка, не може да се определуваат притвори, а веројатно и за, ако се оди со овие дела, за голем дел од сега осомничените, би били и застарени делата. Дали всушност затоа обвинителството оди
во насока на еден предмет и ќе докажува верижна одговорност во ситуација кога не може да ги гони за други дела? Вака сега, кога се работи за злоупотреба на имотна корист, тогаш не се работи за човечки жртви. Таму се работи за имотна корист. Добро, еве несовесно работење. Да. Истото е. Токму затоа, а оваа квалификација на ова кривично дело последицата е битна, последицата во конкретниот случај е многу жртви, односно 60, сега 61. Така, тоа што некој издал лиценца во 2021 на пример или 2022 година, таа истекла после една година. Како може да се поврзе сега неговата одговорност со дискотеката која што со Кобната ноќ која што се случила во 2025 година пожарот и во момент кога во секој случај немало лиценца за оваа дискотека? Еве вака ќе ви скажам, не само таа лиценца, можам одговорно да тврдам дека иако немало потполна и законита документација, се давале лиценци, сите лиценци се речиси со непотполна и законита документација. Што значи тоа? Пред министерот да ја одобри, односно да издаде лиценца, треба да бидат прибавени сета документација во однос на како од аспект на заштита и спасување, така и од аспект на број на излези, евакуација, ПП заштита и така натаму. Понатаму, почеток на објектот никогаш не било во соодейство со условите за кабаре во однос на градежната вредност, градежниот материјал. Така да треба да се исто така и законот за градежништво. Министерот, еве, веќе бидејќи почнавте во насока на економија да говорите, министрите за економија, која била нивната надлежност, односно што тие направиле, а не требало да направат, односно конкретно, кој член од законот еве за угостителска дејност го прекршиле. Бидејќи од она што можевме досега да слушнеме, тие во министерството пристигнува барањето, сам го пополнува тој што е подносител, што е бара лиценцата. Значи, освен законот за угостителска дејност, овде имаме и закон за инспекцијски надзор, не се почитува, потоа закон за заштита и спасување, понатаму имаме методологија за проценка на ризик, па има правилници разни, па потоа има планови во однос на елаборати, во однос на начинот на функционирање на издавање на тие лиценци, така да тоа сета документација требало да биде прибрана и врз основа на таа документација министерот дава лиценца. Во конкретниот случај за сите лиценци нема потполна и законита документација. Сакате да кажете дека тоа е верижната реакција во однос на издавањето на лиценци, затоа што министерот, не само еден или сите министри, не ги почитувале законите, односно издале лиценци кои што не биле потполни и немале законска документација. Прашањето е во кој член од законот го прекршиле, каде вели дека треба тие да... Конкретно во однос на законска одредба не можем да ви цитирам, тоа е дел од истрагата, не е само еден закон, ви кажав, членови се повредени на повеќе закони, освен на закони на подзаконски акти. За последниот министер за економија, за него рековте дека не е опфатен со истрагата, бидејќи нема ниту еден доказ дека собственикот на клубот иницирал постапка за нова лиценца, но ете и без лиценца во неговиот мандат се случува пожар со тешки последици. Значи, министерот е надлежен за издавање на лиценци. Она што се случило, што немало надзор, е задача на другите институции. Министерот нема задача да проверува во моментот дали има на лице место или нема се одржува нешто. Министерот е надлежен да издава лиценци. Во конкретниот случај до министерот нема стигнато никаква документација за издавање на лиценци, затоа тој не може да биде одговорен во случајов последниот зборим министер што е сега на власт. Да, но сакав да ви посочам дека дури без лиценца, клубот нема лиценца, но работи и се случува трагедијата. Така, меѓутоа министерот за економија во тој дел нема надлежност, односно не е кривично одговорен во однос на издавањето или неиздавањето на лиценца. Одговорни можат да бидат други евентуални институции. Така.
Пред 2017, односно дали во мандатот на сите предходни министри би се ваделе лиценци за Кабарето Пулс, бидејќи јавниот увид на пред 2017 година не можеме да видиме. Јавните обвинители, по мои сознанија, и собраа сите лиценци што се издавани во текот од 2012 година до денот на кривично-правниот настан. И кажав дека сите лиценци, иако се издавани, немале потполна законска документација. Што значи тоа? Дека Тоа фалеле? значи дека биле манливи, односно дека министрите издавале лиценци врз основа на непотполна документација, што значи дека, да речемо, дирекцијата за спасување немало елаборати, немало издадено правилна документација за да евентуално министерот врз основа на таа документација издаде лиценца. Тука се надоврзува градежништво, локалната документи од локалната самоуправа и така натаму, значи сите потребни документи што биле потребни за издавање на лиценца, министерот требало да ги цени и да издаде лиценца. Од увидот во предметите за издавање на лиценца, јавните обвинители увидоа дека во сите предмети нема потполна закон и потполна и законита документација. Но истрагат оди кон тоа дека министрите требале да ги проверуваат документите. Не само министрите. Но сега не кажувате според кој член, денеска можевме и дека да слушнеме дека тоа е пропуст во законот. Непроверка. Сега пред да дојдам прочитав дека и ДКСК има некои забелешки на законот за угостителство, колку се сеќавам, меѓутоа не знам по која цел е ДКСК сега да дава толкување на законот, тоа е нивна работа, зошто тоа не го сторила пред еден месец, евентуално нешто. Сега, откако се случи настанов, не знам на вистина која е целта на ДКСК да кажува дека законот за угостителство не чинел, не бил добар. Во моментов јавните обвинители постапуваат по важечкиот закон за угостителство, ако се однесува само за тој закон. Да, добро, претходниот состав на ДКСК укажува за проблемите со дискотеките, но и по тоа не се постапувало. Во однос на тоа, само можам да повторам дека не само во Кочани, последни повеќе од 10 години не е вршен надзор на ниедно кабаре во цело држава. Дали обвинителството ретерира во однос на директорите на Државниот пазарен инспекторат, бидејќи веригата таму не продолжи ни кон крај, ни кон почеток? Од друга страна, веќе еден од осомничените директори, односно осомничената директорка е во куќен притвор, а предлагате да се смени мерката и за последниот, за другиот директор, за Трајковски. Дали тоа значи дека се повлекувате од таа линија? Вака сега, во однос на менување на мерките, јавниот обвинител врши проценка дали во моментов најцелисходно е да остане во притвор или не. Што значи дека во однос на мерката зависат низа околности. Фазата во која се наоѓа постапката, кои докази се собрани, затоа што по тие основи кои што се определува мерка притворе, влијание на сведоци, бегство и така натаму, што значи дека јавниот обвинител во моментов проценил, односно тимот на јавните обвинители во моментот процениле дека притворот може да се замени со мерка куќен притвор. Во однос на Државниот пазарен инспекторат можам да кажам, а тоа го кажав и на пресот, дека за разлика од дирекцијата за заштита и спасување, доказите упатуваат дека нема истоветност. Јавното обвинителство внимателно во овој дел прецизно ги лоцира одговорноста и кај никој досега од осомничените, тоа можам да нагласам, не заснива сомнение поради својството на лицето. Туку рангот или затоа што во одреден временски период бил на одредена позиција. Со други зборови, законот не ни дава основ да гониме затоа што некој бил директор во одреден временски период, а ова важи и за сегашните и за минатите директори кои во овој момент не се утврдени пропусти. Сепак рековте дека за овие двајца директори останува затоа што во периодот кога се врзува со нивниот мандат, дека во период клубот работел со фалсификувана лиценца. Значи, кажав ви во обраќањето за двајцата поранешни директори на Државниот пазарен инспекторат, кои од претходно се истражуваат,
проверките продолжуваат пред се поради околноста дека нивниот мандат се врзува со период во кој клубот работел со фалсификуваната лиценца, како и со уште други некои лиценци кои се предмет на проверка. Добро, што требале директорите да направат? Значи, ви реков, овде е сосема друга однос на не мора да значи дека ако бил директор има и директна одговорност, за разлика од дирекцијата за заштита и спасување. А зошто се осомничени тоа? Директорите? Па само двајца, меѓутоа не се сите. А во дирекцијата за дирекцијата и заштита и спасување се директори осомничени, така да дирекцијата за заштита и спасување упатуваат на суштински, таму се суштински прописи при проучување на одговорност и можна инволвираност на лица од оваа институција, токму кај раководната структура на самата институција, за разлика од државниот пазарен инспекторат. И од оперативните и технички превентивни карактер за она што имаме должност, што имале должност да го преземат и да го воспостават, систем на ефективна контрола и надзор е нарушено во секој смисла. Сакам да ве прашам, значи, проценката на ризик како основа за планирање на инспекцијски надзор на невистините планови кои немаат корелација со извештаите од надзора во склоп на самата трагедија за дискотеката. Бидејќи спомнувате фалсификуваната лиценца, како таа врзувате со работата на државниот пазарен инспекторат и поранешните двајца директори? Тоа ми значи, беше... детали во однос на истрагата не можам да соопштувам, тоа е дел од она што јавните обвинители во моментот ќе го истражуваат. А во однос на ДЗС, таму единствено таму веригата е од почетокот до крај, но прашањето ми е во кој закон или подзаконски акт го прекршили овде директорите, бидејќи од објаснувањето тие досега неколку пати согласија поранешните и директори дека немале ингеренции за да вршат инспекција. Значи вака секоја институција, односно сите инволвирани се ја префрлаат вината едни на други. Од она што се сослушани од досегашната постапка така и сите избегнуваат одговорност, ние не сме виновни, односно сме немале надлежност, имале други надлежност, меѓутоа согласно законите кои што се истрагата е отворена, но законот за инспекцијски надзор, законот за заштита и спасување и така натаму има и други закони, реков угостителство, токму јавните обвинители внимаваат што овие лица имаат пропуштено и што требале евентуално да преземат за да таа верена реакција се сопре. И тој кумулативен ефект на долготрајни пропуштања врз самата последица секако треба да се има во предвид. Но кога прашам за членовите, нема да ми ги откриете повторно? Не, во однос на лицата кои се офатени во истрагата и во однос на тоа не можем да ви открием. Сметката на Пулс била блокирана. Имате ли сознание досега во истрагата како функционирала дискотеката, како правеле набавки, како исплаќале со блокирана сметка од УЈП? Значи, и овој факт се проверува со тоа што можам да нагласам дека собственикот имал и уште еден кафич, исто во Кочани, така да одредени работи најверојатно ги вршали преку сметката на друг. Тоа ќе се испитува, тука е финансиската полиција и ќе видиме. Финансиската полиција го испитува тој дел? Па не, ќе видиме во текот на истрагата што ќе се дадат задачи од страна на јавните обвинители. Значи засега постои сомнеш дека засега овој сомнеш што вие го кажувате, јавните обвинители го испитуваат. Така. Постои сомнеш дека го ја користел сметката на кафе барот кој што е Факт е дека блокирана му била сметката неколку месеци. Тоа никој не може да го спори, сега начинот на работа, дали средства се префрлувале на тој кафич и така натаму, тоа ќе биде во текот на постапката истражена. Се испитували кој требало да прави надзор на тоа дали, односно требало да знае дека функционира клуб кој што има блокирана сметка? Кој требало да знае. Во конкретниот случај, прв што знаел собственикот и вршил незаконити дејства. А во однос на другите, секако тука се институцијите, управата за јавни приходи и други.
Вечерва најавивте дека има проширување за 7 полицајци, односно Така. проширување, не знам дали можеме да го наречеме проширување на истрагата или пак Проширување на истрагата, а надлежно е јавното обвинителство Да. за организиран криминал, односно истото оделение кој што полициско властување. Колку сведоци се досега сослушани? Најавивте на стартот над 300 сведоци Така. дека ќе бидат сослушани. Може би и повеќе, Да. со оглед дека освен оштетените, ќе бидат сослушани сите оние кои што нешто знаат во однос на настанот. Така и сведоци кои сами ќе се пријават, така и сведоци кои што јавните обвинители ќе ги обезбедат. А не само сведоци, се прибираат и видеоматеријали, се прибираат и материјални докази, можеби над 1000 сигурно ќе има, така да се надеваме дека уште 2 месеци истрагата мора да заврши во однос на јавните обвинители, доколку е потребно ќе се зголеми бројот на јавните обвинители, така да истрагата мора да се заврши во рок од 3 месеци. Меѓутоа, ќе нагласам и тоа дека останува отворено прашањето да можеби до последниот ден јавното обвинителство ќе опфати и други лица. Така. За сега не може да кажете колку се сослушани, но она што сакав да ве прашаме претходно и сега можеме да се надоврзаме е дали по ова што кажувате. За сега има 54 осомничени. Некои од нив можеби ќе отпаднат, некои дополнително денеска плюс 7 надминува бројката на 60. Тоа ќе биде дали обвинителството подготвува огромен, гломазен предмет во кој што ќе има десетици обвинети и веќе искуствата покажуваат, а и експертите и адвокатите предупредуваат дека тие предмети често заглавуваат. Дали обвинителството ќе заврши работата можеби во 3 месеци, но потоа ако поднесе обвинение и гломазен предмет, обемен предмет со многу докази, со многу сведоци, тој потоа ќе го пуштат да заглавува во судските лабиринти. Така е, во однос на тие предмети имаме веќе искуство со предметот Змиско око, кој речи со 18 години се водеше да не би измените наказа, уште може би на околу 70 на обвинети, на вистина тежок, гломазен предмет, обемен предмет, меѓутоа и на таа околност јавните обвинители имаа во предвид, ќе видиме во однос на овој предмет дали ќе остане целиот предмет со сите обвинети, имајќи предвид дека еве сега организиран криминал, јавното обвинителство за организиран криминал ќе има помалку, така да и во овој дел јавните обвинители размислуваат дали ќе бидат опфатени сите или евентуално согласно нивните надлежности или периодот и така натаму ќе видиме тоа. Додека не се заврши истрагата, ништо не можеме да кажеме во тој дел, дали ќе се води за сите 54 или евентуално ќе се подели на некој начин согласно действијата или периодот или поставеноста и така натаму. Да, но и да се издвојат овие полицајци, тие за сега се 14 според последните бројки, пак остануваат десетици во голем предмет, да. Значи ви реков и во однос на останатите што го осомничени, што го води основното јавно обвинителство Кочани, и во тој предмет сега има над 40 осомничени, што значи дека ќе видиме во тој дел предметот може би ќе се подели на повеќе, да речем, предмети, имајќи предвид действијата, дали ќе се оди по периодот, дали ќе се оди по надлежности, така натаму ќе видиме во однос на тој дел. Го има во предвид јавните обвинители овој факт. Во овој момент одиме на реклами, по рекламите се враќаме со интервјута со државниот обвинител Липчо Коцевски. Продолжуваме со интервјута со државниот обвинител Коцевски. Господине Коцевски, откако со месеци власта и премиерот ве критикува, можевме да слушаме и за дијагнозите на обвинителите, за вашата работа, за неефикасност, поднесоа владата дури покрени постапка за ваше разрешување по трагедијата во Кочани. Оваа постапка беше стопирана со образложение дека ви се дава шанса да сработите истрагата, да се работи сериозно на предметот, но предметот не е затворен целосно. Според последните изјави, тој повторно може да биде активиран или да биде пуштен до собранието. Се чувствувате ли уценет поради ова, да речем, топло-ладно на власта кон вас? Дали тоа ви кажува дека треба да бидете внимателен како ја работите оваа истрага за да ја задржите функцијата?
На ова прашање до сега неколку пати минатите месеци сум одговарал и пак рече се истото ќе одговорим. Моите принципи на работа се да работим честно, професионално и законито и така работим до сега овие 30 години. Во однос на околноста, дали политиката, односно ќе ме разреши собранието воопшто во овој момент, како да кажам, не ми паѓа на памет да размислувам на таа околност. Од моја страна, по однос на предлогот за разрешување, беше даден одговор до Советот на јавни обвинители на сите околности кои што беа наведени во самиот предлог за разрешување. Советот на јавни обвинители процени и даде мислење дека во конкретниот случај немам сторено никаква тешка дисциплинска повреда. Тоа е она што јас истото го тврдев од почетокот, дека доколку сторам тешка дисциплинска повреда, јас самиот ќе си дадам оставка. Во однос на другите околности, тоа е на прашање на политичарите, односно на политиката, доколку има основ да ме разреши. Но политичарите цело време праќаат пораки, а вие не ги коментирате, не им посочувате. Еве во однос на истрагата, премиерот уште првиот ден посочуваше лиценци дека е фалсификувана. Потоа за градоначалникот Папазов, кој што си даде оставка, првично рече дека без никаква одговорност, тој е доблесен, си поднел оставка, дека ништо не зависело во овој случај од него, па потоа добро ретерираше, односно рече дека тој не влијае врз истрагата. И тоа сето тоа остава впечаток во јавноста дека истрагата, односно главен над обвинителството, над истрагата е извршната власт и конкретно премиерот. Вие не го коментирате тоа, не реагирате на тоа и всушност оставате и таков да биде впечатокот. Во однос на политичките изјави, навистина ниту можем да влијам, ниту можем да ги коментирам, тоа се сепак политички изјави. Јас можам да коментирам она што е наша надлежност и наша задача. Уште првиот ден, кога дознав за незгодата, за 1 час и половина, ние бевме више стигнати во Кочани со 5 јавни обвинители. Навистина, она што забележивме, навистина трагично, тука се сретнавме и со премиерот, и со министерот за внатрешни работи, и ние ја презедовме истрагата така како доликува, односно согласно закон. Почнавме тој ден да вршиме увид, да распрашуваме одредени сведоци, успеавме во тоа. Вечерта јас дадов изјава за медиумите, она што беше дента забележано на лице место, и во однос на тој дел истрагата така и почна. Во однос на она другото што викате дека политичарите се мешаат во истрагата, до сега искрено никој не се меша, освен што е соработката со МВР, и навистина можам да кажам и тие вложија на човечки напори во обезбедување на докази по наша наредба. Добро, она што е, нели, оние кои што ве избраа, сега фрлаат, ве критикуваат и се сомневаат дека истрагата ја водите селективно, додека оние што до вчера ве критикуваа и кажуваа најсилни критики за вашата работа, сега ве пофалуваат и тоа веројатно со право остава промнож во... Нека ги смени улогите. Па така му доаѓа. Меѓутоа на тоа не можем да обрнем внимание, затоа реков јас и понатаму ќе работим правилно и законито, а политичарите нивната работа нека си ја вршат и нека даваат изјави така како што ценат. Иве премиерот посочи дека очекува да отворите, да ги ревидирате предметите поврзани со модуларната болница, односно сите претходни трагедии кои што се однесуваат и на Бесатранс, на Ласкарци. Овие предмети се сега пред судовите во прв и во втор степен. Мицковски вели биле заташкани, очекува обвинителството повторно да ги разгледа. Може ли, прво, дали ќе го послушате и дали можете да го послушате, што може да преземете? Во однос на овие предмети, само можам да кажам дека за модуларната болница во Тетово се води судска постапка, со тоа што предметот имаше првостепена одлука,
беше по жалба, се укина, за еден има ослободителна пресуда и понатаму се води постапка која што сметам дека судска постапка која што сметам дека при крај. Во однос на другиот дел на тендерите, во однос на другиот дел за модуларната болница, во однос на тендерите, тој предмет е во јавното обвинителство за организиран криминал и корупција, со тоа што имаше одредени работи кои што треба да се проверат и се даде на истражител во јавното обвинителство за организиран криминал. По тој предмет се уште нема донесено јавна обвинителска одлука и се собираат докази, меѓутоа еве можам да напоменам дека по преставка тој предмет се наоѓа во моментов во Републичкото јавно обвинителство. Што значи тоа по представка се наоѓа по представка на анонимни на едно здружение, не само за тој предмет и за други предмет да се провера одредени наводи и прибавени се предметите и се наоѓаат во моментов во оние што нема донесено јавно обвинителска одлука се наоѓаат во јавното обвинителство. А во однос на другите предмети, знаете дека предметот Ласкарци по жалба е пред апелациониот суд, на јавното обвинителство не е задоволно со казните, чекаме одлука. Во однос на предметот што се однесуваше за лиценците исто така е укинат за Беса, укинат е, а сега пак на првостепена постапка, а во однос на предметот што беше исто така во однос на прашањето ми дали ќе ги реотварат, имате ли основ да ги реотварате овие предмети истраги како што бара извршната власт? Може извршната власт тоа што бара тоа е една работа. Ние мораме да постапуваме по она што не е нас доставено. Во моментов јавното обвинителство постапува по преставка. Доколку има место и доколку има некакви пропусти, меѓутоа во моментов само за еден предмет можеме да кажеме да се види дали евентуално е правилно или не донесена јавно обвинителска одлука, односно резолуција, а во другите предмети се уште се во тек и реков не е завршена постапка. Добро, да се вратиме сега на постапката за ваше разрешување. Вие, како што кажавте, се произнесовте, но од она што го видовме во Телма по пристап до информација од јавен карактер, го вида барањето, предлогот за ваше разрешување. Како го коментирате прво самиот документ и содржината во него? Вели дека сте неефикасност, слаби резултати, сте го нарушили угледот на обвинителството? И вака во однос на ефикасноста, така стоеше во предлогот, можам да кажам дека токму на таа околност, јас како државен јавен обвинител бев два пати во собранието по однос на средствата и по однос на човечките ресурси. Значи, во однос на ефикасноста, јавниот обвинител, јас како државен обвинител, презедов се што е во моја надлежност. Во однос на меѓулудските односи, можем да кажам дека тие се од поодамна нарушени и само во Висшето јавно обвинителство Скопје, со тоа што јавните обвинители меѓу себе си поднесувале кривични пријави. И токму на таа околност јас реагирав за да тие меѓулудски односи ве обвинуваат дека генерирајќи конфликти меѓу самите обвинители на средно ниво преку намерни пропусти во своето работење направивте целосно нефункционална. Меѓутоа ништо конкретно не е кажано, само ова е една парафразирање на нешто што не е докажано, така да во тој дел дадов одговори, советот по тој дел се произнесе, токму даде и мислење. Не сме го видели ни вашиот одговор, ни можевме да ги слушнеме аргументите на советот, затоа и ве прашувам. Пишува и дека сте изнали информации за предмети и на тој начин сте ја повредиле тајноста на постапката. Како одговоривте на ова, бидејќи исто така не пишува за кои предмети? Токму така, не пишува за кои предмети, меѓутоа во однос на тој дел од онаш од медиумите го имаше дека наводно член на мојата фамилија издавал некакви документи, тоа го докажав со докази, имајќи предвид дека на денот кога истата е снимена, не издала никакви документи, односно извештај некаков за надзор, затоа што тој извештај за надзор ми беше даден од страна на обвинителите после 10 дена.
И тоа го докажав и приложив докази на таа околност, така да во предлогот не се образложи кои се тои други, меѓутоа јас морав да дадем одговор во однос на она што се зборуваше во јавност, затоа што во предлогот не стоеше кој конкретен документ сум изнесол во јавноста, што не е точно, само паушални беа таквите наводи во предлог. И една од поконкретните забелешки е упатство кое сте го донеле на 31 јули лани. Владата оценува дека сте ги пречекориле надлежностите. Што е тоа? Да. Тоа упатство е класифициран документ кој јас сум го донел. Не знам како стигнало до владата и во основа на кои околности тие заклучиле дека тоа упатство не е правилно и законито. И сега јас зедов го декласифицирав, затоа што само доносителот на тоа упатство може да го декласифицира и го поднесов до Советот на јавни обвинители токму на тие околности да докажам дека во тоа упатство нема ништо незаконито. Не знам како Министерството за правда стигнало до тоа и како го навело тоа упатство кога отворивте истрага, дали е тоа прекршување на закона кој се изнесе класифициран? Не знам како и што Министерството откаде таа, дали евентуално од она што јавниот обвинител што е засегнат, тоа го кажал, па тие се надоврзале на неговите наводи, тоа не можам да кажам. Може би тој им бил еден од доказите кои што му верувале и кажал дека тоа упатство не е правилно. Не истраживте дали стасало тоа до Не, предпоставувам дека може би од јавниот обвинител што неколку пати излегуваше на телевизија и кажуваше дека тоа упатство не е правилно и законито. Само тој, имајќи предвид дека тој го имаше тоа упатство. Така. Дали велите не е ништо спорно. Дали може со старо мислење понатаму да продолжи постапката за ваше разрешување? Зборам, ако, како што се најавува дополнително, се одлучи да продолжи постапката за ваше разрешување, односно владата да го достави предлогот до собранието. Дали може да продолжи со веќе донесеното мислење од Советот или ќе треба повторно целата процедура да се Пак ќе повторим, тоа е политичка одлука на владата и владата самата ќе реши дали тоа ќе го проследи до собранието или ќе запре постапката. Во конкретниот случај Советот има дадено мислење, постапката е запазена, предлогот односно и целата документација и мислењето се наоѓа во владата, што владата понатаму ќе направи, тоа е прашање нивно. Оно што се наметнува е како прашање во јавноста, како може обвинителот кој што до вчера беше најлош, сега да добие шанса да ја води истрагата и да даде резултати. Дали може би се чувствувате како жртвено јагне или пак веројатно она другото за кој што се сомнева јавноста дека веќе сте попуштиле пред власта која до вчера ве критикуваше? Ниту сум попуштил, ниту сум жртвено јагне. И наредниот ден да бев ставен во постапка пред собранието, јас во неделата ќе дојдов затоа што тоа е моја должност. Моите принципи се такви и јас морам да работим правилно и законито со оглед дека за тоа сум платен, за тоа земам плата, тоа е мојот карактер, тоа се моите особини, така да во тој дел не можем да коментирам одлуки политички. Бидејќи сепак, иако вие не ја водите истрагата, има тим од 13 луѓе кои што го прави тоа, образложението дека ви се доверува една од најтешката трагедија во државата да ја раководите. Да, меѓутоа мојата совест не дозволуваше да јас не отидем дента на лице место и да видим што е. Исто мојата совест не дозволуваше да јас ги оставам обвинителите цел ден да работат и не само тој ден и наредниот ден, а јас да си седам дома без разлика што политичарите можеби мислат поинаку. Јас си останав доследен и натаму ќе останам доследен и ќе си работам по закон. Одиме на реклами и продолжуваме потоа со последните прашања. Остана за крај прашањата поврзани со другите предмети за обвинителството. Немам уште многу време, ќе се обидам да издвојам некои од нив, а ќе почнам со пресудата 2-годишната казна за смртта на младата Теодора од Тетово. Според моите информации, обвинителството веќе и странките ја добиле пресудата.
Прашањето би било дали ќе се жалите, но истовремено и дали по она што го кажа судскиот совет и судиите, што би добиле од жалбата, во смисла казната не може да биде над 2 години, се произнесе судскиот совет, токму поради тоа што обвинителството првиот пат не се жалело на 3,5 годишната казна. И дали ќе се жалите? Имате ли одлука? Јавниот обвинител, немам сознание дали ја добил пресудата, доколку ја добил ќе процени дали во однос на постапката има право на жалба или нема, доколку има право на жалба, истиот ќе поднесе жалба. Првостепената пресуда била 3,5 години, се жалил обвинетиот со тоа што кога отишло во апелациониот суд, на висшиот јавен обвинител дал првен предлог за да се одбие жалбата, со тоа што на главна расправа, ценејќи ги сите отежнителни и олеснителни околности, дал делумно да се уважи по поглед на казната, меѓутоа јавниот обвинител не предложи и нема право да предложи колку казна може да се изрече. Во секој случај се изрекла секако помала казна од она што го очекува јавниот обвинител. Предметот после тоа е даден по вонреден правен лек на Врховен суд, Врховниот суд го кинува и повторно на првостепениот суд. Сега првостепениот суд Вие рековте дека ќе го разгледате предметот, сте го побарале обвинителскиот предмет, за така најавивте, го разгледавте ли, има ли забелешки за постапувањето? Дадов наредба на координаторите, јавните обвинители во текот на вчерашниот ден беа во Висшето јавно обвинителство Гостивар и во Основното јавно обвинителство Тетово, го вршиле увид во предметот, со тоа што чекам сега да ми достават извештај за она што го видели и евентуалната констатација што се уште немате информација. Немам се уште, со оглед дека вчера. Морам да ја прашам и за предметот за директорот на АНБ Бојан Христовски за прециза јазичниот сертификат. Долго време чекате меѓународна правна помош од Бугарија. Прашањето е зошто тргнавте по долгиот пат? Не тргнавме по долгиот пат, туку тргнавме по наводите во кривичната пријава. И она што беше во медиумите. Во кривичната пријава, 2 кривични пријави имаше и се наведе дека имал сертификат издаден од Бугарија од таа школа за ТОЕФ. Да, но видовме и колегите од Призма објавија дека во друг предмет со истото јазично студио инспекторите побарали информација директно од фирмата од Америка и добиле за неколку дена. Зошто не и овој пат? Ние побаравме меѓународна правна помош и можам да кажам во овој момент добивме. Имаме одговор во однос на нашето прашање, односно тоа што беа наводите во пријавата и она што медиумите го објавува, меѓутоа во овој момент нема да ви откриам што содржи тој одговор, токму тој одговор не потикна сега да испитуваме и други околности и други факти, така да набрзо ќе излеземе со јавно обвинителска одлука. Има да скоро. Значи стигна од по меѓународна правна помош, стигна од Бугарија од дали работела или не таа школа и дали издавала или не такви сертификати. Така. Нема да откриете што е одговор? Не можем да открием затоа што токму врз основа на тоа јавниот обвинител прибира и други докази што во моментов не можеме. А зошто не баравте директно од Америка, бидејќи се изгуби долго време? Па да баравме директно од Америка од 6 месеци порано не можевме да добиеме затоа што сите што ги доставуваме по меѓународна правна помош отприлика тука е времето на А инспекторите како добиле на мејл или кој? Инспекторите кои што работеле во другиот случај по мејл добиле доказ. Не знам за тие околности, не знам, меѓутоа оваа околност, она што ни беше реков наведено во кривичната пријава дека постоел таков сертификат од таа школа издадено и така натаму и со тој сертификат наводно сакал да аплицира и во функција во паркинг и за функција асистент на факултетот и дека тој сертификат го дал и за директор на АНБ. Така да можам да кажам дека добиено е она што го баравме, меѓутоа во моментов содржината не можам да ви открием. За судењето за смртта на Вања и Панче, она што деновија остава впечаток е дали обвинителството има докази за таткото на Вања, кој што е еден од обвинитите, со оглед на тоа што дел од обвинитите други рекоа дека го посочиле поради полициска тортура, биле тепани од полицијата. Обвинителството уште од почеток и за сите обвинети
па и за таткото на девојчето имаше докази и поднесе обвинение. Во текот на постапката се разјаснуваат одредени работи, така да јавните обвинители што ја водат таа постапка сами ќе одлучат во текот на постапката дали ќе продолжат или не врз основа на доказите она што е утврдено досега. Тоа е нивно дискреционо право и тука е самостојноста на јавниот обвинител. Имаме малку време, само уште еден предмет морам да ве прашам, пред истрагата за црната листа за Артан Груби и за судијата Инвер Беџити. Има ли нешто ново во тој предмет? Тој предмет е оформен, знаете, по допрен глас, и јас лично го оформив, се прибраја документација од страна на Советот, на Судскиот совет, се распраша одредени лица службени, со тоа што предметот се даде и до Управата за финансиско разузнавање да испитаат одредени околности. Тоа е се уште во предистрага? Да, се уште нема јавно обвинителска одлука. За онкологија кога ќе има пресуда? За онкологија, обвинение? За онкологија, бидејќи се најава дека е завршена истрагата. Така, истрагата е завршена, преведени се сите материјали што беа прибавени од Словенија и од Србија, се течат роковите за одбраната да достават докази и да се јавниот обвинител после тоа да донесе јавно обвинителска одлука, што значи дека многу кратко ќе биде и донесена таа јавна обвинителска одлука. На крај морам да ве прашам уште еднаш за она што го отворивте на почетокот, дека вечерва се спроведува приведување на полицајци. Дали може би имате дополнителни сознанија во меѓувреме? Ве прашам дали се актуелни, дали се поранешни? Тоа е една од клучните дилеми во јавноста, бидејќи сомнежите се одат во тоа дека истрагата е селективна, пристрасна и дека актуелни функционери не се опфатени или се многу малку опфатени за разлика од сите поранешни функционери. Јавното обвинителство не тргнува дали се актуелни или поранешни, тргнува дали евентуално тие сторили инкриминирани действија што јавното обвинителство ги испитува. Во однос на ова ваше прашање, јас сега пред да влезам во емисијата ми беше само соопштено дека има наредба за приведување на 7 нови полициски службеници. Ниту јас, ниту други евентуално обвинители или јавноста, кои се, како се, што се, поранешни, сегашни, дали биле и сегашни и поранешни, имаме и такви, во моментов не можам да ви соопштим и тоа сметам дека не е битно. Битно е дали истите имаат инкриминирани действија. Но обвинителя во јавност излегува и фотографии од функционери од последниот период кои што биле во партиско седиште, фотографии и такви работи, и токму затоа уште поголем е сомнежот на јавноста дека можеби тие што биле во последниот период се штитат за разлика од тие претходни. Јавното обвинителство ќе ги има во предвид и тие фотографии, ќе ги сослуша секако како сведоци дали евентуално и тие знаат нешто за тој кривично правен настан и за целиот период во кој што работела дискотеката. Ви благодарам што бевте вечерва гостин во Топ тема на интервјуто. Почитувани, ви благодарам што ја следевте Топ тема. Останете на програмата на Телма.